Јас кажав дека очекувам пратениците да носат одлуки кои што се влог во нашата државна иднина. Секој од пратениците представен во нашето собрание влегол во собранието со завет и со обврска да ја приближи оваа држава до НАТО и до Европската унија. Законот за јавно обвинителство, чувме вчера и од официјални представници на Европската унија, е клучот за побрзо членство, за побрз почеток на преговори. Меѓутоа, кај Законот за одбрана работите се уште повидливи. Практично тоа е последниот чекор кој треба да не направи де факто реална НАТО земја членка. И не мислам дека било кој пратеник во собранието ќе одлучи да се коцка со нешто што толку тешко го стекнавме. Затоа мојот повик е до сите пратеници да ги заборават и партиските притисоци, да ги заборават и партиските интереси и да покажат дека безбедноста, сигурноста и иднината на оваа држава сепак им е приоритет. И затоа да, очекувам да имаме двотретинско мнозинство за Законот за одбрана. А историјата ќе суди за сите оние кои што ќе одлучат да бидат од другата страна. Што ако не се успе да се донесе? Дали каква пречка би било за НАТО или ќе се чека некој друг состав? Денеска на дискусијата на отварање на работилницата се потсетив на еден од моите први настапи како министер за одбрана во јуни месец 2017, кога бев викната во име на владата да го поздравам членството на Црна Гора во НАТО. И се сеќавам дека тогаш реков честитки за црногорците, вие сте ни инспирација, но јас ве уверувам дека ние ќе бидеме наскоро 30-та земја членка. Сите тоа го посакуваа, но малкумина во тоа веруваа. Тогаш не бев само оптимист. Тогаш бев и оптимист и сигурна дека ќе дадеме се од себе. Така и денеска. Оптимист сум, затоа што знам дека дадовме и ќе дадеме се од себе и двотретинско мнозинство за законот ќе има. Не можеме на крајот на процесот да се представиме како несериозна земја. Ова влијае на имиџот на Република Северна Македонија, ова влијае на отвореноста со која земјите членки ќе не прифатат и ова влијае на следните години, па и нашето членство во НАТО. И од тој аспект навистина немаме право на грешка. Вчера се спомна околу 45 дена дека треба да трае процесот во Шпанија. Дали тоа значи дека треба да очекуваме ратификација март? Проценките од шпанска страна, кои што ги чувте, се однесуваат на нивните собраниски процедури и ние ги добивме истите информации по официјални и по неофицијални канали. Очекуваме дека периодот до почетокот на март ќе биде доволен за да се завршат и комисиските, но и гласањата во шпанскиот парламент. Но, бидејќи тоа не зависи од нас, помалку сакаме за тоа да дискутираме. Тоа што зависи од нас, ние треба да го завршиме. Тоа што заврши од другите, ќе направиме се да го добиеме час поскоро. Не е само наш интерес. Денеска и амбасадорката, ако ми дозволи да ја цитирам, ја испрати истата порака, дека брзината на ратификација кај сите останати земји членки, кои што имаа поедноставни политички околности, кои што немаат толку избори, брзината со која го ратификуваа протоколот за една мала држава како нашата, зборува за тоа дека приоритетот бил и приоритет на НАТО, приоритет и на земјите членки. И дури во ситуации со кои се соочуваше Обединетото кралство, сепак навреме, за многу кус рок, успеа тоа да го завршат. Тоа важи и денеска. Пораките кои што стигаат од НАТО, од клучните земји членки до Шпанија, се истото. Молба овој процес да се заврши час поскоро. Денеска вице-премиерот Османи од Брисел испрати порака дека доколку не добиеме датум во март, ќе биде директно мешање во изборите во април. Како го коментирате? Искрено не сум ја чула изјавата, не сакам меѓу нас да се коментираме. Ние сме сконцентрирани на домашната работа и таа домашна работа, чекор по чекор, во многу тешки премрежија, ја завршивме. И претходниот самит, и во тек на сите средби кои што ги имавме со земјите членки на Европската унија, пораката од нив беше единствена. Вие го завршивте вашиот дел од работата. Сега е на ЕУ да се исполни обврската.